Почитувана јавност, во изминатите 3 години покажавме и докажавме што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. Покажавме дека македонското општество и нашите граѓани можат да бидат солидарни, можат да бидат грижливи, дека може да се помогне на секоја личност или заедница кога тоа им е најпотребно. Социјалната помош ја зголемивме за 300% и неколкукратно го зголемивме опфатот на корисници. Воведовме и детски образовен додаток за поефикасна борба против детската сиромаштина. Минималната плата, почитувани граѓани, ја зголемивме од 9 на 14.500 денари. Го решивме горливиот проблем на стечајците. Денеска околу 12.000 стечајни работници добиваат по 8.000 денари до нивното пензионирање. Солидарно се бориме и против последиците од COVID-19 вирусот. Сите погодени од корона кризата добиваат институционална и солидарна помош. Направивме пресврт и јасна разлика од општество ово кое ВМРО-ДПМН 11 години газеше врз достоинството на луѓето, особено кон најсиромашните и кон стечајците. Денес станавме општество во кое се помага на сиромашните и на ранливите. Држава која се стреми сите да имаат и да уживаат еднакви права, но и еднакви обврски. За 3 години изградивме праведна држава, која се грижи за сите, особено за најранливите. Време е да изградиме и правна држава во вистинска смисла на зборот. Повеќе одложување нема. Правосудството мора да се прочисти од корумпираните обвинители и судии. Судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешени по автоматизам. Започнува детална проверка на имотната состојба на сите судии и јавни обвинители и темелна ревизија на 5% од сите судски предмети во последните 5 години по случаен избор. На 15 јули граѓаните ќе одберат да живеат во правна држава, ќе изберат неселективна правда наместо ново сваровски судство.